Драги гледачи, добро вечер и добро дојдовте во светот на спортските репортажи на Ирис телевизија. И вечерва со слики и тон ќе ве запознаеме со најновите актуелности, а поврзани со првенството во третата фудбалска лига Исток и секако благодарејќи на соработката со раководството на Кит Го Пеќево, ќе ви ги доловиме најинтересните моменти од надпреварот Зрновка Кит Го кој се одигра во Зрновци. Радово интересот за фудбалот кај играчите на Зрновка, кои иако се заковани на дното на табелата, сепак фер и коректно ги дочекуваат екипите во полн состав, а со тоа допринесува за регуларниот тек на првенството. Може би некако неподготвени го започна ова првенство, зашто сведочи и лошиот квалитет на теренот, кој иако тревнат е со мали декорации може да биде моште квалитетен. Инаку тимот на Зрновка во досегашниот тек од првенството освои само еден бод, играјќи нерешено 2:2 со тимот на Слога 1934 од Виница, а доживеа 6 порази. Екипата на Кит Го пак има еден нерешен резултат, ама и 6 убедливи победи и со 19 бодови е начело на Истокот. За овој надпревар тренерот на Кит Го Пеќево Трајче Сенев се реши за следниот состав. Со број 1 Стојан Богдановски, број 3 Денис Јанковски, број 4 Миле Денковски, број 5 Дени Андонов, број 7 Мартин Стојанов, број 8 Антон Радков, број 10 Маријан Ташков, број 13 Иван Колев, број 16 Бобан Тикошанац, број 19 Мартин Димовски, кој е воедно и капитен на екипата, и со број 20 Владко Стојанов. На клупата за резервни фудбалери се со број 12 Тамер Јамаковски, број 6 Иле Синев, број 9 Андреј Симевски, број 14 Јордан Трендафилов, број 15 Владимир Дујовски, број 17 Дарко Нацев и со број 22 Томи Станоевски. Тренерот на Зрновка Горан Кокев се реши за следниот состав. Со број 1 Петар Зафиров, број 2 Војчо Илиев, број 3 Ристе Савев, број 4 Драган Гаврило, кој е воедно и капитен на екипата, број 7 Стојче Стојов, број 9 Јанче Спасов, број 10 Никола Коцев, број 11 Киро Санев, број 14 Иван Јорданов, број 17 Владко Илиев и со број 21 Филип Тасев. На клупата за резервни фудбалери се со број 5 Владко Ангелов, број 8 Дарко Лазаров, број 15 Мартин Симеонов и со број 19 Бошко Ангелов. Главен судија на надпреварот е Глигорче Николовски, прв помошник Давид Георгиевски и двајцата од Кратово, втор помошник Игор Костовски од Штип. Делегат на овој надпревар е Ангелче Гошев од Виница, а контролор ќе биде Тоше Тимов од Кратово. На стадионот во Зрновци сепак има интерес од гледачите за следење на овој надпревар, иако нивните миленици, реков, се заковани на последното место на табелата, но сепак и кога е натешко ја добиваат своја поддршка. Времето во Зрновци е мирно, идеално за игра, за разлика од теренот кој е во лоша состојба. Играчите на гостите од Пеќево се во својата традиционално бела комбинација, а во темна комбинација се играчите на домаќинот тимот на Зрновка. На денешниот надпревар видливо е отсуството на повеќеми на правотимци од редовите на Кит Го, очигледно тренерот Трајче Сенев сака да ги одмори, а да им даде шанса и на преостанатите помлади играчи да го вкусат надпреварувачкиот дух. Првиот центар тргнуваат гостите од Пеќево преку капитенот Мартин Димовски во воведната акција за запознавање пред се со условите на подлогата на теренот, која не е сјајна, и секако запознавање со противничките играчи и со нивната тактичка варијанта.
Веќе во третата минута се изроди акција на Кит Го, во која во силен налет Миле Денковски беше побрз од Стојов и ја врати топката наназад кон Ташков, кој пак беше во поповолна позиција. Тука покрај него беше капитенот Гаврилов, а Ташков откој прими топката, веднаш шутираше и ја погоди мрежата на немоктиот голман на Зрновка Зафиров. Водство на Кит Го од 0:1, а ја бележиме само третата минута. Нова акција на гостите започна Андонов преку Тиквешанац. Во празно го проигра Димовски. Капитенот на Кит Го беше несебичен и го проигра Мартин Стојанов, но пред него стигна и интервенираше Јорданов, пошто топката ја прифати голманот Зафиров. Ташков на средината на теренот упатува топка и го проигрува капитенот Димовски, кој е побрз од деветката Спасов и голманот Зафиров, кој го лобуваше, а топката отиде кон празниот гол, каде што Мартин Стојанов пред Јорданов со глава и упати празниот гол. Гол за водство на Кит Го 0:2, а ја бележиме 8-та минута. Очигледно играчите на Кит Го се физички поспремни и лесно ги претакуваат домашните одбранбени фудбалери. Капитенот на Зрновка Гаврило беше невнимателен на средината на теренот и Ташков успеа да му одземе топката и ја упати кон слободниот Мартин Стојанов. Крај него беше Јорданов, но сепак топката е протна кон Ратков, кој веднаш шутира под голманот Зафиров за водство на Кит Го од 0:3 во 10-та минута. 3 гола се веќе во мрежата на домашниот тим, а за само 10 минути игра. Домакините изведоа добра акција преку Илиев, кој мина неколку гостински играчи и упати центаршот, но сигурно интервенираше голманот на Кит Го Богдановски пред налетите на Санев и Стојов. На спротивната страна Димовски доби извонена топка од Владко Стојанов и побегна на своите чувари и кога беше очи во очи со противничиот голман, шутираше непрецизно крај голот на Зрновка. Во следната акција Јанковски упати добра топка кон Ратков, кој сакаше да го мине голманот Зафиров, но стигна Гаврилов и isfрли топката во корнер. Домакините изведоа слободен удар преку Илиев, топката во казнениот простор со глава и isfрли Колев до Ташков. Следи додавање кон брзоногиот Мартин Стојанов, кој го претрчи капитенот Гаврилов и кога сакаше да го проигра Димовски, блокираше Спасов, кој пак за малку можеше лесно да го изненади својот голман, кој сепак одбрани и спаси сигурен гол. Дегажмен на Богдановски со топка кон Денковски. Акција која продолжи преку Колев, Јанковски, Ташков, кој го запасти брзоногиот Мартин Стојанов, а овој несебичо кон капитенот Димовски. Матирана беше одбрана на домашните, пошто Димовски постигнува гол за водство на Кит Го од 0:4 во 20-та минута. Скоро секој напад на гостинските играчи мириса на гол, а домашните се немојки да се спротивстават на овие брзи и прецизни акции додавања на играчите на Кит Го.
Нова акција на Кидго преку Јанковски, кој додава до Денковски по десно. Ја враќа топката наназад за Ташков, кој шутира пак високо над голот. Може би нерамниот терен си го направи своето за вака лошиот удар на Ташков. Владко Стојанов одзема топки и додава кон Ташков, а овој кон Мартин Стојанов, кој е побрз од Јорданов, шутери и постигнува нов гол за Вострани Кидго од 0:5 во 25-та минута. Нов гол, нова радост за гостинските играчи кои не знаат за доста. Потргнувањето центар, Денковски во дуел е поуспешен од Илиевски. Го минува Глигоров и враќа нанасет кон Димовски, кој пак шутира непрецизно крај голот. Маријан Ташко предводи нов напад на Кидго и упатува топката во празно кон Димовски, а до него е и Ратков. Капитенот се обидува да го мине голманот на домашните, но премногу силно ја удри топката која отиде во гол аут. Убава акција по која лесно можеше да дојде до зголемување на водството на Кидго. Мартин Стојанов по кој знае кој пат побегна по десната страна и додаде топка кон Димовски, но пред него побрз беше Спасов, интервенира и спречува нов гол. Една од ретките акции на домашните, од која изнудија корнер. Корнерот за домашните играчи го изведи Илиев, а Стојанов со глава кон Санев, кој шутира високо над голот. Нова акција бележиме на Кидго преку Ташков, кој додава до Ратков, а гостинскиот играч шутира право во голманот Зафиров. Топката се одбива повторно до Ратков, врз кого Спасов прави прекршок за слободен удар. Маријан Ташков е крај топката, шутира во долниот агол, но голманот Зафиров брани и кратко исфрла само до Димовски, која свртување шутира високо над голот на Зрновка. Мартин Стојанов со нов налет додав до Димовски, кој е побрз од Савев, шутира и ја затресува мрежата на немоктиот Зафиров. Гол на Димовски за водство на Кидго од 0:6 во 42-та минута. До крајот на полувремето залудни беа напорите на домашните играчи да се доближат кон голот на Богдановски, кој речи си остана без работа во првите 45 минути. Кидго по првиот дел има предност од 6:0 со головите на Димовски и Мартин Стојанов по 2 и Ташков и Ратков стрелци на по 1 гол. Да, полувреме. Полувреме, ајде. Да, заврши полувреме. Може да ти кажем да те гол ке даде. А? Майко, не ожежи тој дел. Кој треба тебе? Тренерот Трајче Сенев на полувремето се реши за една замена. На местото на капитенот и двојниот стрелец Мартин Димовски во игра влезе младиот Томи Станоевски, а капитенската лента ја презеде Маријан Ташков. Почетните минути не донеса кој знае каква игра, освен претерано комплицирање од домашните играчи, кои немокни правеа грешки и ја губеа топката и пред да започнат нешто посериозно. Мартин Стојанов ја прекина таа монотонија, проигра со Владко Стојанов, а овој додаде до Ратков, но побрзо од него интервенираше голманот Зафиров.
Зрновка изведе корнер. Топката дојде до Илиев, кој пак шутира млако и право во голманот Богдановски. Домакините во нова контра се закане преку Спасов, кој се обиде да стори нешто повеќе, но Илиев шутираше непрецизно од крај голот на Кит гол. Мартин Стојанов во нов напад и додава кон Стануевски, кој пак оди надесно. Обкружен е со двајца одбранбени играчи на Зрновка и се реши да ја врати топката нанасе кон Ташков. Од околу 20 на метри Ташков се реши на удар, по кој топката се заби во самиот агол на немакиот голман на Зрновка Зафиров. Ова беше најубавиот момент во досегашниот текот на преворот. Вистински еврогол на Маријан Ташков за водство на Кит го од 0:7, а ја бележиме 58-та минута. Уште не стивнаа реакциите по овој гол, а топката е повторно во мрежата на Зрновка. Повторно Ташков е иницијатор на нова акција, упатува топка кон осамениот Мартин Стојанов, кој јурнува кон голот на домашните, претачувајќи ја половината од теренот и шутирајќи во голот на немакиот Зафиров за водство од 0:8 во 60-та минута. Тука не завршува канонадата на Кит го, бидејќи нападите не стивнуваат и се редат еден по друг. Седи нов напад преку Ташков, кој ја проигрува левата страна кај што се Тиквешанац и Ратков. Топката доаѓа до Стануевски, кој пак шутира лошо, бидејќи топката поскокнуваше на нерамниот терен. Ташков се обиди со лоп удар да го изненади истрачаниот голман Зафиров, на топката во лак паѓаше, но на дворешниот дел од мрежата на голот на Зрновка. Ќе се изледи по левата страна има Тиквешанац, упатува паралела кон Стануевски, кој го минува Тасев, шутира и ја тресе мрежата на немакиот Зафиров. Гол за веќе убедливи 0:9 во 64-та минута. Тиквешанац учествуваше во акцијата за 10-тиот гол на Кит го, кога Ангело беше краток, а Тасев преспор за Стануевски, кој пак шутира во голот за веќе двоцифрен резултат од 0:10 во 67-та минута. Гостинските играчи во краток период изведоа акции со премногу додавање, со цел да земат залет за нови закани по голот на Зрновка. Од половината на Кит го, Ташков додаде до Тиквешанац, која продолжи топката до Ратков, кој во слалом мина неколку играчи и шутираше во небранетиот дел од голот на Зрновка за конечен резултат Зрновка Кит го пекчиво 0:11 во 78-та минута. Иако станува 10 на минути за игра, се чини спласта мотивот за повеќе голови кај играчите на Кит го, кој одржа вистинска лекција по добар фудбал.
Домакините изведоа корен преку Илиев, но Јорданов не успеа да ја зафати ова топка и таа отиде кај играчите на Китго, кои преигруваа понатаму по средината на теренот. Тоа бе и последните моменти од овој надпревар, во кој покрај високиот пораз, домашните играчи на Зрновка одиграа фер и коректно, а судиите на чело со Ливорче Николовски често си извршија задачата не доделувајќи ниту еден жолт, ниту црвен картон. Зрновка Китго Пекчево 0:11 со головите на Мартин Стојанов кој постигна хет-трик, односно 3 гола, и Маријан Ташков, Мартин Димовски, Антон Ратков и Томи Станоевски кои постигнаа по 2 гола. Еве ги комплетните резултати од ова 8 првенствено коло. Брегалница Гола Кежовица 4:2, Зрновка Китго Пекчево 0:11, Малеш Рудар 1947 6:0 и Слога 1934 в Чеполе 4:0. Табела. Прво место за екипата на Китго Пекчево кој има 22 бода. Второто и третото место го дела Брегалница Гола кај Рудар 1947 со по 13, подобра гол разлика за Брегалница Гола. Четврто место Кежовица 12 бодови. На петото место Слога 1934 има 11. Шесто и седмо место го делат Малеш и Овчеполе со по 9 бодови, но тука влијае гол разликата. И осмо место Зрновка со 1 освоен бод. Надпреварите од следното 9-то коло ќе се одиграат во сабота 28 октомври со нов термин на почеток во 13 часот и 30 минути, а во кој ќе се сретнат Слога 1934 Брегалница Голак, Овчеполе Малеш, Рудар 1947 Зрновка и Китго Пекчево Кежовица. Камерата на Ирис телевизија ќе биде на дерби над преварот во Пекчево, а до тогаш, драги гледачи, до новата спортска репортажа, останете со здравје и уживајте во програмите на Ирис телевизија. Пријатно!